Благодарам, господине председавач, колеги пратеници. Колега Данев, точно четврта недела зборуваме на точката од дневниот ред, а тоа е избор на членови и заменици членови на Комисијата за прашање од избори и именувањата, и нејзиното значење и надлежности се многу познати на сите. Токму од таа причина продолжуваме со дискусиите во тој тек, меѓутоа не можеме а да не ги спомнеме оние работи кои што ги тангираат граѓаните на Република Македонија и кои што се случуваат во моментот. Во дел од вашиот говор се осврнавте на двете опции кои што ги имаме во моментот. Тоа е ВМРО-ДПМНЕ со надворешните и внатрешните соработници и Социјалдемократскиот сојуз со надворешните и внатрешните соработници. Понатаму велите дека ВМРО-ДПМНЕ во полн политички капацитет и залет, работејќи денонокно успеа чекор по чекор да ја вади Република Македонија од економскиот амбис во кој што беше внесена од опозиционата партија Социјалдемократски сојуз. Меѓутоа, не можеме а да не го спомнеме и постизборниот период, кога на граѓаните на Република Македонија им беше сервирана една платформа која сакаа да ја поминат на мала врата. Овој нивен мрачен план да се заобиколи волјата и мислењето на граѓаните, ви кажувам дека нема да помине. Тоа го кажуваат граѓаните на Република Македонија кои што денонокно веќе 53-54 дена се наоѓаат на улиците. Тие бараат одговори на се ова што се случуваше. Пред граѓаните во овој период се понудени две платформи. Едната од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата е економска платформа и втората од СДСМ со нивните коалициони партнери и потенцијалното парламентарно мнозинство за уривање на мирот и унитарноста во Република Македонија со понудената тиранска платформа. Економската платформа, понудена од ВМРО-ДПМНЕ, предвидува зголемување на инвестициите, јас ќе зборувам за Штип затоа што доаѓам од таму, во технолошко-развојно-индустријската зона, каде што своје вработување најдоа голем број на луѓе во фирмите на Johnson Controls, која што отвара своја втора фабрика во Струмица, на Technical Textiles, на Кондело. Од друга страна, тиранската платформа, понудена од СДСМ, предвидува промена на знамето на Република Македонија. Знаме кое што во 27 години независност ќе треба повтор пат да го менуваме. Економската платформа на ВМРО-ДПМНЕ предвидува продолжување и завршување на изградбата на експресниот пат Штип-Кочани, Штип-Радовиш и автопатот. Од друга страна, СДСМ во нивната платформа нуди промена на химната, промена на грбот и прогласување на партизаните од Народно-ослободителната борба за геноцидна армија. Благодарам, господин Данев. Драган има контрреплика. Повелете.